Она на што веќе сме навикнати, веќе си здосадивме самите на себе, можеме да кажеме барем во утринската програма на Алфа, е дека понеколку пати во неделата посетуваме и апелираме до сите дека пандемијата со COVID-19 не ги излечи магично останатите болести кои постојат, болести кои за жал поради пандемијата некако како да подзаборавивме на нив, што е во секој случај негативно. Оние мораме да земеме тука предвид дека медицинскиот кадар, медицинскиот персонал ширум земјата, како и во светот е фактички на крај на границите на своите можности, токму поради справувањето со пандемијата, но уште еднаш повторувам, тоа не ги решава другите здравствени проблеми. Тие се тлеат, тие се тука и мора да се прават проверки колку се може, кога се може. И токму ова е една од темите за која ќе дискутираме со специјалистот по патолошка анатомија, доктор Вања Филиповски од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ајде да почнеме вака. Конкретно ќе зборуваме нели за тумори на уринарните патишта, односно ќе зборуваме за диагноза и третман. Какви типови на уринарни патишта постојат? Уринарните патишта ја пренесуваат мокрачата што се создава во бубрезите преку уретери, се пренесува во мочен меур, преку мочниот меур во уретрата и на крај се сврлува мокрачата. Сите овие уринарни патишта се обложени со еден епител или една лигавица, ние ја викаме преоден тип на епител. И туморите кои потекнуваат од сите овие мочни патишта имаат идентична морфолошка слика. Значи може да почне од собирните каналчиња на бубрегот се до излезот на уретрата. Така. Кои се ризик фактори за нивна појава? Дали има можност да ги превенирам? Да, па во принцип во мокрачата се собират отпадоци од крвта што се филтрира во бубрегот и секоја хемикалија која ќе се внесе во организмот тука се концентрира. Кој ќе се концентрира таа хемикалија, таа делува иритативно врз слузницата и поради тоа шансата за појава на тумори на мочниот меур се зголемува. Најчест ризик фактор се спомнува пушењето, бидејќи со континуирано пушење во димот што се вдишува има голем број на канцерогени, односно хемикалии кои што се концентрираат во мокрачата и како резултат на тоа делуваат на лигавицата за да евентуално може да настане малигна трансформација, значи да појава на тумор. Исто така и други хемикалии, особено вработени во индустрија за бои и лакови, кои што се континуирано изложени на друг тип на хемикалии, исто така може да имаат поголем ризик за развој на карциномот, односно туморот и да не заборавам да спомнам континуирани хронични инфекции на мочните патишта, тоа исто така иритативно делува на лигавицата на мочниот меур и како резултат на тоа шансата за појава на карцином е поголема. Така. Дали, например, крв во урина е еден од симптомите? Кога практично да се посомневаме дека имаме проблем? Најчеста причина, најчест симптом кој се јавува кај туморите на мочниот меур е хематурија, викаме, или присуство на крв во мокрача. Тоа можеме да го, ако се види со голо око, значи ако ја видиме црвена мокрачата, тоа се вика макрохематурија, значи се гледа со голо око, но може да е во трагови крвта, да не може со голо око да се види, тоа е микроскопска хематурија, бидејќи на микроскоп може да се видат еритроцити, односно црвени крвни зрнца и да се заклучи дека станува збор за присуство на крв во мокрачата. Исто така хематуријата или присуство на крв може да биде проследено со болка или да не е проследено со болка. Интересно дека е кај малигните тумори обично безболна хематуријата, значи нема никакви други симптоми освен она кој ќе се фрапираме дека ќе видиме дека има крв во мокрачата, но морам да потсетам дека не секоја хематурија значи карцином. Огромен број на присуство на крв во мокрача е резултат на некои воспалителни процеси, некое иритативно дејство врз мочниот меур, но е алармантен знак кој што треба да го насочи пациентот да се јави на преглед за да може да се испита.
за што станува збор. А веќе кога сме кај преглед, каде би требало да отидете, каде да се обратиме за помош? Па во пациентот кој ќе види било каква симптоматологија се обраќа на матичниот лекар. Тој матичен лекар според симптомите ќе го препрати на соодветно место за по детална анализа на секундарна здравствена заштита, значи ќе го препрати кај уролог, бидејќи урологот представува, да речеме, централната фигура во диагностиката на карциномите, односно туморите на мочниот меур. Според симптоматологијата, урологот прави преглед и класичен преглед по кој што може да се стигне до диагноза на да се почне да се стигне до диагноза на карцином на мочниот меур е цистоскопија. Тоа е процедура која прави урологот, при што преку уретрата се влегува со инструмент, со оптика, со помош на која може да снима и да гледа како изгледа мочниот меур од натрешната страна и да примети дали има некакви промени на лигавицата, односно обложните клетки, од каде што и почнува најчесто туморот на мочниот меур. Урологот си е вичен у таа работа, он точно знае како изгледаат морфолошки овие тумори, бидејќи најчесто тие се како мали гранки, како мали дрвца, испакнатини на лигавицата и се со многу трошна конзистенција кој ќе се пипне туморот, тој знае да се изрони, така да и урологот во голем процент на случаи може да се посомнева дека има присуство на тумор на мочниот меур. Во тој случај урологот, доколку виде таква промена, тогаш ја отстранува, исто така отстранува на адекватен начин, не само промената, туку и да речем коренот на тоа дрвце, односно отстранува околно здраво ткиво, за да се види колку е туморот проширен, а тој биоптичен или оперативен материјал што го зема хирургот, доаѓа кај нас патолозите за подетална анализа. И па токму тоа ми е следното прашање. Која е вашата улога како патолог по изведената цистоскопија и практично земениот материјал од биопсијата? Со какви резултати, ајде да кажеме, да го дополниме прашањето, се соочувате секојдневно? Добро, значи материјалот кој ќе дојде кај нас, тој се адекватно обработува, значи се фиксира, се фиксира во посебен фиксатив, понатаму во парафинска процедура се спроведува за да се направи препарат кој што ќе може да се гледа на микроскоп. Нашата улога е на микроскоп да препознаеме за неколку работи кој тип на тумор е, колкава е евентуално агресивноста на туморот и колку е проширен. Сега на овој материјал што ќе добиеме од така наречена трансуретрална ресекција на тумор, лимитирана е можноста за тоа колку можеме податоци да дадеме. Најбитно е да се утврди хистолошкиот тип. Според хистолошкиот тип имаме представа за каков тип на тумор станува збор. Најчест хистолошки тип е папиларен уротелен карцином или порано познат како карцином од преводен епител на мочен меур. Покрај хистолошкиот тип многу е битно да се одреди градусот. Градус подразбира колку туморот или клетките на туморот личат на клетките од кои потекнуваат. Ако личат многу, тогаш е од низок градус и агресивноста е помала. Ако се многу видоизменети клетките, тоа значи дека градусот е поголем, висок градус, и тоа имплицира можност да туморот веќе станал инвазивен. И тоа е третата точка која што на овој материјал ние ја одредуваме, а тоа е колкав е степенот на инвазија или проширеност на тумор во зидот на мочниот меур. Бидејќи на цистоскопија хирургот го гледа туморот кој влегува во луменот на мочниот меур. Тоа е, да речеме, ограничен простор. Лошото е тоа што се случува во зидот. Значи колку он може да навлезе во зидот. Ако навлезе во зидот, многу е битно до кој степен е навлезен. И ние треба да одредиме дали е навлезен во површните слоеви на зидот или во подлабоките. Мочниот меур има јака мускулатура и мускулатурата е и физичка бариера на некој начин за туморот, за да не може да продре во мускулите.
Ако успее туморската клетка да влезе во мускулите, тоа значи дека стекнала потенцијал да ја премости таа физичка бариера. Хирургот, доколку зема адекватен пример како таа трансуретрална ресекција и зафати дел од мазномускулните снопови, ние патолозите можеме да утврдиме инвазивност. Обично инвазивноста е врзана и со високата агресивност на туморот, односно тоа што го кажав, градусот на туморот. Метастазирање потоа, веројатно. Тоа се одредува на друг начин од кога ќе го добиеме целиот оперативен материјал. Значи, ние даваме насока во тоа колку е туморот на тој материјал што го гледаме распространет. Доколку излезе дека туморот навлегол во мускулните слоеви на зидот на мочниот меур, тогаш тоа е хируршка индикација за оперативен третман, а тоа е вадење на целиот мочен меур. И во тој случај, повторно, како втор акт, доаѓа оперативен материјал кај патологот, анализа на целиот мочен меур. Ова е веќе, како да кажам, децидно, дефинитивна диагноза за не само хистолошкиот тип, не само градусот агресивноста на туморот, туку до кој степен е инвазијата застапена. Бидејќи, ако туморот навлезе во мускулниот слој, тој може и да го пробуши мускулниот слој. Во тој случај агресивноста на туморот расте. Влезе ли он во следниот слој, тоа перивезикално масно ткиво, кое е растресито, ја нема таа физичка бариера што ја кажав, веќе може низ лимфната и крвната струја да се прошири низ целиот организам. И може и да го пробие целиот зид на мочниот меур и да влезе во соседни органи, и во тој случај исто така туморот е многу распространен. При оперативниот материјал, радикална цистектомија што ни се дава од страна на хирургот, се вадат и регионалните лимфни јазли. Карциномите, значи тумори од епително потекло, имаат тенденција првично да навлезат во лимфните канали и преку лимфна дренажа да одат во најблиските лимфни јазли, обтураторни или акални, и ние ги добиваме од страна на хирургот, значи ги добиваме лимфните јазли за да оцениме дали има метастази во регионалните лимфни јазли. Базирано на овие два критериума, значи степенот на инвазија во зидот и присуството или отсуството на метастази во регионалните лимфни јазли, ние го даваме стадиумот на болест. Значи имаме представа до кој стадиум на болеста е стигната, до кој стадиум е стигната болеста, нешто што е од енормно значење понатаму за прогнозата и онколошкиот третман. Така, понатамошно делување. Инаку во Аџибадем система постои и тест за неинвазивна детекција на малигни клетки, нели без да има потреба од цистоскопија. Во кои случаи се користи оваа неинвазивна метода? Цистоскопијата останува златен стандард и тоа е, како да ви кажам, најдобар начин за утврдување на сите овие критериуми што ви ги кажав. Но таа е сепак инвазивна метода и нели потребно е припрема на пациент, потребно е континуирано доаѓање кај уролог. Карциномите на мочниот меур се чести. Друга карактеристика нивна е мултифокалност, може да се јават на различни места, па така да при цистоскопскиот преглед може и да не се детектираат сите можни микроскопски, да кажам, точки од каде што може да тргне туморот. И трета карактеристика е рецидивантни се, многу често се повторуваат. Значи начинот на со самото тоа што се наоѓаат во еден лумен кај што се наоѓа мокрачата, преку мокрачната струја они можат да се преселат од едно на друго на трето место. Затоа се потребни овие континуирани цистоскопски процедури кои во зависност од сликата индивидуален е пристапот, хирургот ги налага на 3 месеци, на 6 месеци, на година дена повторувачки цистоскопски процедури. Кај неинвазивни папиларни уротелни карциноми, кои што имаат таква тенденција за мултифокалност и за шетање од едно на друго место и рецидивантност, тоа е, да речеме, таа стратификација на пациенти е таа кај која може да се овозможи овој молекуларен тест, со помош на кој може да се во самата урина да се детектираат туморски клетки на молекуларно ниво. Тоа е ПЦР техника, ПСР техника, ова што ја познаваме по ковид. Што ја познаваме по ковид, значи кај ковидот се бара секвенцата од вирусот, која што
со која е заразена клетката, а кај во овој случај се бара одредена мутација на туморската клетка која што е карактеристична за тој тип на тумор. Значи туморите настануваат со прогресивна акумулација на мутации. Една, втора, трета и така натака. Утврдено е со многу анализи дека одреден тип на мутации се карактеристични за одредени хистолошки типови на тумори. Например, кај овој неинвазивен карцином на мочен меур папиларен, мутацијата е обично делеција настанува на 9-ти кратки крак на хромозом 9 и таквите типови на мутации се детектираат и се дава голем сомнеж дека станува збор за појава на рецидив. Тоа повторно може да се потврди, реков, со златниот стандард со цистоскопија, да. Така. По ова што го кажавте, докторе, можеме да заклучиме дека фактички улогата на патологот во целиот овој процес е огромна, бидејќи вие сте практично тие што одредувате што треба да се прави понатаму. Па добро, работата е на докторите е тимска, значи тука е цел тим кој што е координиран од страна на хирургот, урологот, кој што е централна фигура, но има многу работи од страна, или ние сме, како некои колеги имаат кажано, ние тивки доктори кои не ги гледаме, немаме контакт со пациентите, ние сме у позадина седиме во лабораторија, но сме една од алките во целиот, една од алките во синџирот на диагностика. Урологот во својата пракса, нели, при хируршки процедури му е потребен анестезиолог за да адекватно ја изведе операцијата, радиологот за да му даде имиджинг техники, за тоа каде се наоѓа процесот, во колкава мера е застапен за да знае каде да интервенира. Патологот е тој кој што треба да ја даде дефинитивната диагноза. Значи, другите, да речам, гранки имаат предпоставени диагнози, но крајната диагноза ја дава патологот, бидејќи нема после нас кој може да даде точна диагноза. Тоа што се гледа на микроскоп и со новиве техники молекуларна патологија што е во огромен развој, е дефинитивната децидна диагноза. А тој дел што ние го даваме е потребен и на хирургот и понатаму на онкологот, за да знае со кој тип на тумор се справува, колкава е агресивноста, колкава е проширеноста, за да даде одреден режим на онколошка терапија. Ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам. И за континуираната соработка, од име на Алфа телевизија за Аџибадем Систина. Имаме постојано овој термин секој четврток е резервиран за нас. И уште еднаш ви благодарам. Зборувавме навистина за интересна тема, една тема која практично како да е подзаборавена исто како и други во однос на поради пандемијата. Тоа беше доктор Вања Филиповски, специјалист по патолошка анатомија. Зборувавме за диагноза и третман на тумори на уринарни патишта.